Одамна ја нема емисијата Хихирику на македонското радио Скопје, но добро е да се подсетиме на тој жанр. Емисија за хумор. И сатира. Или ќе соработувате со албанците, или во спротивно србите, грците и бугарите ќе ви го земат идентитетот и нема да постоите. Ова е пораката на лидерот на ДУИ Али Ахмети од паралелното одбележување на годишнината од Охридскиот рамковен договор. Ако не соработувате со албанците, ви отиде идентитетот, рече човекот за кој се шушка дека бил многу активен и преговарал со грците пред Преспанскиот договор, и човекот од чии редови доаѓа и Бујар Османи, кој многу јако го одбрани идентитетот на македонците во францускиот, односно бугарскиот предлог. Фала, бате, доста не бранеше. На годишнината од Охридскиот рамковен договор даде свој осврт на војната од 2001 година, за која вели албанците не биле виновни, туку принудени да се борат со оружје за да стигнат до човекови права. Така е, се одржаа две паралелни прослави на годишнината од рамковниот договор. Една во организација на владината ВЛЕН, односно Вреди, и една во организација на ужалената БДИ, односно ДУИ. И таму Ахмети се осврна на 2001 година во која биле принудени на борба со оружје поради човекови права, се разбира. Еве и детали. Од денешен аспект, ако се прави разлика помеѓу добри и лоши албанци, ние сме лошите кои нема да бидеме аргати и ќе се бориме за нашата достоинство и историја, кажа Ахмети. Представниците на нашите македонски сограѓани кои се хранеа и беа пораснати во Белград, ги излекоа мечевите против правичните барање на албанците, за тоа да се запре со крв. Албанците бара универзитет, не бара пушка, тенкови и топови, бара тетрадки, книги и молив. Хеј, тетрадки и молив барале, а македонците кои биле школувани во Белград го извадиле својот меч. Овие сакале само и само да учат на мајчин јазик, ама злите србо-македонци им настапиле со мечевите. Добро, ако некој не бил присутен во Македонија во тој период, може и да поверува на овие приказни, но многу луѓе памтат, а уште повеќе луѓе имаа прилика да се потсетат, како на пример со помош на овој одличен документарец во продукција на Канал 5 наречен Незавршен мир. Еве дали за тетрадка и молив се бореле Ахмети и другарчињата. Георгиевски и Џафери пак во исто време се уште се во фаза на релаксирани меѓусебни односи. Додека во Јужна Србија врие, тие отидоа на удирањето темели на така наречениот Штулов коледж. За премиерот Георгиевски со ова се решава проблемот на високото образование на албанците во Македонија, а лидерот на ДПА Армен Џафери смета дека овој ден е историски. За мене денес ова беше историски настан за сите. И навидум се беше во ред. Теарце, како ја рачиново една година пред тоа, им се припишаа на криминалните банди. Но странскиот и домашниот печат и натаму пишуваат за опасностите од воената криза во Македонија, за камповите за обука на така наречената ОНА. Како еден од нејзините пунктови се споменуваше и Танушевци. На 16 февруари екипа на телевизијата А1 замина на лице место да ги провери шпекулациите и заврши во рацете на униформирани паравоени сили на, според власта, фантомската или непостоечката ОНА. Со неколку рафали ги повика останатите. Останатите беа уште десетина луѓе кои беа вооружени, половината има униформи со ознаки, половината беа во цивилно, меѓутоа сите носеа пушки, на пушките беше изгравирано УЧК знакот. Ме праша што бараме тука, кажав дека сакаме да снимиме репортажа. Ме праша дали знам дека тука веќе не се доаѓа, дека тука се тие односно дека се тие народна одбрана во селото. Кажав дека не знам. Ете, Љубечо и Армен Џафери удрија темели на Штуловиот универзитет, дури и пред во Танушевци екипата на Жане Лупевска да најави дека веќе дел од територијата на Македонија ја владеат тие, борците за тетрадки, молив, и тоа тетрадки и потесни, и пошироки, и по квадратчиња. Мислам, хер Али, немој со хихирику и после 20 и кусур години големи сме. Македонците како народ, нација може да унапреда само во комуникација и усогласеност и во добри односи со албанците.
инаку. Ќе ги голтнат србите, бугарите и грците. Со живот, со работка можеме да ја зачуваме историјата, идентитетот, може да го зачуваат нивниот национален идентитет, зато инаку се дестинирани да не постојат воопшто. Ханс Кристијан Андерсен да позавиди. Си биле едни македонци, ама не соработувале со Али Ахмети и биле проголтани од волкот, од србите, грците и бугарите. Ако со Али Ахмети и Артан Груби немаат соработка, владеачките македонци биле дестинирани, што би рекол преведувачот, односно било предодредено да не постојат, да не постоиме. Каков егоманијак. Па ние бе мајсторе сме преживеале војни со грчките градови, Египет, Персија, Рим, многу века византиско, прва бугарска окупација, 5 века турско, 2 балкански и 2 светски војни со српска окупација, втора бугарска окупација и грчката, ако сакате, окупација на Егеј, ама не, дуи ако не е во влада, ние сега, баш сега ќе сме исчезнеле. А дуи ако е во влада, ќе ни го заштити идентитетот. И сега джингл, хихирику! Со непочитување на етничкиот легитимитет во владата се нарушени принципите, вредностите и целта на рамковниот договор, а се крши уставниот амандман за правична застапеност. Зошто постојат етнички партии ако победникот го има крајниот збор, рече подпредседателот на ДУИ Бујар Османи. Досаден е Бујар малку со оваа глупава теза, ама па нема проблем да му одговориме со мудрите зборови на еден човек кој ќе му делува познат. Погодете кој? Ние сме задоволни од изборните резултати. Мислиме дека имаме доста аргументи. Прво, во разговорите, Уставот вели тој што ќе партијата или коалицијата што ќе обезбеди или што ќе обезбедат мнозинство, што значи бројот на пратениците 40, 50, 60 е ирелевантен додека не стигнете 61. Само 61 системот го препознава како основа за мандат. Јас мислам дека ќе седнеме најнормално во демократски процес да ги понудиме аргументите. Бројот на пратениците 40, 50, 60 е ирелевантен додека не стигнете 61. Само 61 системот го препознава како основа за мандат. Само 61 системот го препознава како основа за мандат. Да, тоа е братот близнак на Бујар Османи, се вика Бујарус Османус и во 2020 година, кога има сигурно учество во влада поради бројот на освоени пратеници, тогаш за Бујар беше доволно само 61 човек да се соберат и да прават влада, ама сега тоа не било доволно. И ВМРО со 58 пратеници не смее да си коалицира со кого сака, туку морало со ДУИ. И не застана тука буги, туку продолжи со детали од новата политичка платформа за која платиле некој американски професор да им ја направи, па да бараат со закон да се воведе правило на коалиција победник со победник. Непишано правило кое тие го прекршија во 2017 година коалицирајќи со поразениот СДСМ, бидејќи тогаш така им чинеше. Тој на настанот наречен Академија за легитимитет ги презентираше контурите од политичката платформа изготвена од Пол Вилијамс, за која во следните 2 недели ќе организирале дебати со стручната фела. Специфичните мерки имаат за цел да постигнат конкретни резултати, како што е консолидирање на практика или на обичајно право во закон или во воведување нова законска мерка. Во спроведување на овие мерки, внимателно ќе ги вклучиме принципите и успешните практики од Северна Ирска, Белгија и Швајцарија, како и од другите демократски земји истовремено, подпирајќи се на нашите воспоставени пристапи. Внимавајте сега, ќе сме ги користеле практиките од Северна Ирска, Белгија и Швајцарија. Северна Ирска патем е единствена од овие три која не е федерација, но таму има подпишан документ за тоа како се дели власта после децениите на жестоко тепање и убивање меѓу групата која сакаше Северна Ирска да се присоедини со Ирска и групата која сакаше Северна Ирска да си остане во Обединетото кралство, како што е и денес. Ама нели, УЧК за пенкала и за тетрадка потесни широки се бореше. Какви се овие сецесионистички пракси кои сакаш да ги воведеш, господине Османи? Или пак искуства велике сме земеле од Швајцарија и Белгија, кои се федерации. Македонија не е федерација. Нема победник со победник. Еден е победник на изборите. Тоа, впрочем, ви го кажа и вашиот довчерашен идол и икона. What's your opinion about the ВМРО-ДПМНС Victory Party decision to partner with Vlem coalition rather than with DUI-led coalition? And DUI insists that, I'm quoting them, that this goes against the basic agreement between the two largest communities since 2001 until now.
Well, the VMRO Diplomatie has chosen their partner with LEN, which is a coalition partner as well, just as the European Front, led by DUI, is. I've had that conversation with a number of DUI leaders and others in the community. There's no legal requirement about who you partner with. And the ruling party, the party that won the elections, had the ability and chose to partner and create a coalition with minority groups within the country. That is critically important because what makes both of our countries so rich is the diversity that different ethnicities and different communities bring to our democracies. And so I am delighted to see that the government is comprised of those from different groups. And there's no legal requirement to include DUI in this. I know there's a question of legal versus legitimate, but the fact is that VMRO Diplomatie has chosen partners from across different communities within the country, and that is their prerogative. Нема закон дека ДУИ мора да е во власт. ВМРО само си избира партнер и има право на тоа. Болеле овие зборови толку што ги потиснале од колективното свесно и несвесно Али Баба Ахмети и другарчињата, а и нешто друго потиснале од таму. Меѓу говорниците беше и Ивон Величковски, председател на Движењето за нова република, кој оцени дека барањата на ДУИ заслужуваат поширока дебата, особено темата ветинг и борба со корупцијата која ја актуализираа токму опозицијските партии на албанците. Симптоматично беше тоа што додека се зборуваше за борба против корупцијата, на партиската прослава беше и градоначалникот на Струга Рамис Мерко, чие членство во ДУИ е замрзнато од пред една година, кога САД го ставија на црната листа поради вмешаност во значителна корупција. Ке зборуваме за тоа дека мора да сме во власта, иако нашите главни поддржувачи до вчера велат дека не мора да сме. Ке зборуваме против корупцијата пред очите и ушите на Рамис Мерко, кој е на црна листа на Америка поради корупција, а богами уште неколку кривични пријави од деновиве наназад и кој знае колку во иднина исто така не говорат баш најдобро за борбата на ДУИ против корупцијата. Но живи били па видели. Чисто како подсетување, дека нема невозможни работи и човек може често да се изненадува. Еве уште еден спомен од документарниот филм Незавршен мир на тема Црни листи. И би рекле, сосема неочекувано од Вашингтон ке пристигне веста дека Али Ахмети и она се ставени на црната листа заедно со Садам Хусеин и Слободан Милошевиќ. Со извршната наредба на Џорџ Буш им се забранува на американските лица да префрлаат, исплаќаат, извезуваат, да повлекуваат или на било кој друг начин да постапуваат во интерес на луѓето кои се инволвирани во насилни и обструктивни дејства на Балканот, со што де факто им се прекратуваат каналите на финансиска и материјална поддршка на поддржувачите на ОНА. Интересно е тоа што Џорџ Буш во неговата изјава потенцира дека акциите на Ослободителната национална армија представуваат исклучителна закана за националната безбедност и надворешна политика на Соединетите Американски држави. Времето ќе потврди дека овој потег на американскиот председател Џорџ Буш нема да ја спречи трансформацијата на Ахмети од лидер на терористичка организација во своевиден миротворец. Не дека треба друг да ни ги прави листите за корупција, мислам дека треба тоа да го правиме самите, ама знаете кој во кого се крстеше до вчера, па чисто да се подсетиме што се е можно да се случува на овој бели свет. Патем, многу препорачувам да си го погледнете овој серијал во 4 епизоди. Го има на YouTube кај колегите од Канал 5. Незавршен мир. Ајде сега уште еднаш на тема хихирику, ама на автентичен јазик и со превод, да видите вие за каква силна емоција се работи. Рачаа дека сегашното застапување на албанците е срамно, представува понижување и подсмев. Најавија мерки за заштита на легитимитетот и изразен согласање. Во спротивно велат дека изборите немаат смисла. Мaqedonasit, sikom mund të përparojnë vetëm duke qenë në komunikim me harmoni, të mirë e në marrëdhënie me shqiptarët. Përndryshe, i gëllticin sërbët, bulgarët dhe grekët.
Точно е дека државата може да оди напред со добар соживот на сите ние кои живееме тука, но овде имаме друга ситуација. Овде Али Ахмети во манир на Луи 14 ти вели: државата тоа сум јас, без мене сонцето нема да изгрее, ќе ве проголтаат србите, бугарите и грците. Како? Па, не знам, еве, може би Али ќе се отцепи, па она што ќе остане ќе си го поделат овие другиве. Не знам како поинаку би мислел. Абе, хихирико е оригинал. Какви идеи за една НАТО членка и пред се и над се идеи спротивни на интересите на нивните омилени стратешки партнери. Зошто? Затоа што не се во власта и потешко ќе им оди спасувањето со нивните обвинители и судии кои го гледаме и деновиве пред очи на целата јавност. Тие имаат теза дека истовремено се и легитимни представници на албанците, единствени легитимни, овие од Блен ги нарекуваат нелегитимните избрани од ВМРО албанци, но и истовремено да ми ти биле представници и на турците, и на бошњаците, и на ромите. Дуикратија на дело, презентирана од партнерот Зијадин Села. Fronti Europian do t'i hap ashtu siç ishte edhe në deklaratën e thënë sot, do t'i hap të gjithë këto tema për debat publik. Ne kemi legitimitetin nga ana e shqiptarëve, turqve, bosnjakëve, romëve dhe gjithë komuniteteve tjera këtu në Maqedoninë e Veriut, dhe natyrisht që ne kemi obligim dhe të drejtë për ta mbrojtur këtë legitimitet të qytetarëve të shprehur me votë. Ndryshe shkuptim kanë zgjedhjet dhe shkuptim ka demokracia. Што е значењето на изборите? Што е значењето на демократијата? Ке праша Села. Па во унитарна држава, например, значењето на демократијата и изборите е влада да прави победникот на изборите, а тоа е ВМРО со 58 пратеници. Европскиот фронт на Дуи имаше партии и на турци, и на роми, и на бошњаци. Не може би истовремено сите освоени гласови на купче да ги броите и како гласови само на албанците, а истовремено и да ги броите и како гласови и на турци, и на роми, и на бошњаци. Тоа може во кафана, на маса. Не вака да се бламирате пред цела јавност. Но и да може да броите како што сакате. Како што ви кажа Бујар во 2020 година, влада прави оној со 61 пратеник, а не оној кој Дуи ке каже дека треба да прави влада. Така е по уставот, јеби ga. Но не може да ја прифатат реалноста, па сега го бранеле духот на Охридскиот рамковен договор. Иако сме заборавиле сите, јеби ga, пред 3 години Дуи го прогласи за целосно исполнет Охридскиот рамковен договор и реши да заплива во водите на екологијата. Нели се забораваат многу важни работи? Дуи станува зелена партија. Ова е големото изненадување што го најави партискиот лидер Али Ахмети, кој предизвика многу реакции и шпекулации во јавноста изминативе денови. Обраќајќи се на настанот организиран по повод 19 годишнината на партијата, но и на денот за животна средина, со зелена сценографија и со мото за зелена иднина, Ахмети јавноста ја поздрави и на македонски јазик. Лидерот на Дуи најави дека зелената агенда ќе биде главна тема и приоритет на неговата партија и на локалните избори. Исполнете Охридскиот договор, интеграцијата во НАТО, правичната застапеност. Па време е Дуи да се фокусира на животот и грижата за планетата, без етнички, верски или партиски разлики, кажа Ахмети. Почитувани медиуми, драга Младино, почитувани граѓани, добар ден. Започнуваме нова политика надвор од етничките права, развојот и интеграцијата. Политика за еколошка правда, квалитет на живот. Денес Демократската унија за интеграција во целост ја прифака ова зелена агенда. Исполнете Охридскиот договор, интеграцијата во НАТО, правичната застапеност. Па време е Дуи да се фокусира на животот и грижата за планетата, без етнички, верски или партиски разлики, кажа Ахмети. Па како? Исполнете Охридскиот договор и Дуи ќе се грижи ни помалку ни повеќе за планетата Земја. А кога ќе заврши со грижа за планетата Земја, може за месечината, за Марс, за прстените на Сатурн и така натака. Тоа го најави Али Ахмети пред 3 и кусур години, ама после потепувањето на овие избори од страна на ВМРО, сега одеднаш не бил исполнет Охридскиот договор и духот на договорот ќе го спасуваат со идеи за
Како што изгледа федерализација на Македонија, бидејќи тоа е тоа со што се занимаваат еколозите по светот, додека се загрижени за планетата. Инаку, чисто како подсетување дека е исполнет Охридскиот рамковен договор и повеќе отколку што требаше, тоа е двојазичноста, која според договорот беше планирана за единиците на локалната самоуправа, но стана трговска валута со која ДУИ ги устоличи поразените СДСМ на претходните избори, кога не важеше принципот победник со победник, бидејќи ДУИ така одлучи. Па цела Македонија стана двојазична, концепт кој повеќе разделува отколку што обединува. За жал, исто како и рамковниот договор. Еве и доказ. А каму цiju лутем то вламујте урбак пошт. Знамињата трнете ги на страна, не ги фаќа камерите. Уни фламурат, ало. ТДП. Си томбе тур се уле фламурин. Доле, на страна. Пред камерите ни едно знаме. Трнете се врена десно. Шкобе капица ти човек. Гледате како Артан на македонски јазик им се обраќа на турците на митингот на ДУИ во Скопје пред последните парламентарни избори. Артан не знае турски, а му пречат турските знамиња, па им вика на македонски да ги тргнат. Па затоа е добро да има еден официјален јазик за сите да се разбираме. И еби ga, не сме ние криви што сме државотворен народ и носители на државноста на Македонија, како што не сме криви што албанците имаат две држави на Балканот. А во нашата држава имаат права какви што ретко кое малцинство има на планетата, за која се загрижени еколозите од ДУИ. Инаку, на истиот овој митинг беше и она еколошка порака, ја помните, на Али Ахмети кон Христијан Мицкоски, кога тераше чалам Али и се подсмеваше со новиот премиер. Христијан Мицковски аш рит me гурабија. Христијан Мицковски аш рит me кекса. Unë jam rrit në kull prej guri Kristian që 3 herë djegur është prej pushtuzve. Kristian, populli im thot gur mbi gur bëhet kalaja, fjalë mas fjalë nis belaja, mos nis bela. Mos nis bela dhe moti fjalët se i je i ri dhe që ta koma buza tomël. УЧК. Многу брзо од денес и млекото и кексите ќе ти преседнат. Заканите не само што не ме заплашуваат, туку и добро ме засмејуваат, возврати Мицкоски. И му преседна и млекото и кексите, ама не му доаѓа памет или пак нема простор за памет. Едно од двете мора да биде. Па сега, ќе исчезнеле македонците. Ние ќе исчезнеме ако Али Ахмети не е во власта. Ако Бујар не е министер за надворешни, па да им подпишува протоколи со бугарска историја на комшиеве, ние ќе исчезнеме, а Бујар иначе ќе не спаси. Многу јако. Мислат дека вака може да се возат до локалните до година ДУИ, ама тие и после изборите мислеа нешто друго, па види што испадна на крај. Други барања, каде што албански општини да го барат патот кон Европската унија поделно од македонските општини. Но ова не би го посакувале, но реалноста е тоа. Ако не влеземе во влада, ќе влеземе во Европа, да знаете. Со сиот памет, Искендер Реджепи рече дека албански општини сами ќе влезеле во Европската унија, бидејќи умира Европа од желба. Гори бре да ја види општина Слупчани или Липково во своите редови. Со тоа легнуваат и се будат и Макрон и германците. Како се мислат Арачиново да стане дел од Европа? Будала работа. А тука се покаже и Али Ахмети, кој можеби и не беше толку криво кога кажа дека ако не е во влада може да влезе во Европа, само не кажа на која Европа мисли. Сват не е роднина, би рекле старите. Но кога станува збор за таткото на вереницата на Шкумбин Ахмети, е со добро развиена бизнис мрежа. Станува збор за Сабахудин Арифи или Селаудин Арифи, како што може да се види во податоците од Централниот регистар и пребарувач од бизнис мрежа. Своевремено, сопственик на неколку продавници за храна и пијалоци во Кичево.
Тој е собственик на фирмата АС Сењак, основана во март 2000 година на адреса Горно Пашино, број 1, Осломешки пат Кичево, Друштво за трговија, производство и услуги. АС Сењак, според официјалните податоци, работи со увоз-извоз, неспецијализирана трговија на големо со храна, пијалоци и тутун, фирми од средна големина. Но под името на Селаудин Арифи има уште една фирма основана во јуни лани под името Нова Агро Инвест ДОЕЛ Скопје, со адреса во центарот на Скопје на булевар Кочо Рацин број 97. Оваа фирма веќе на 7 јули истата година купува над 9,86% акции во ЗК Пелагонија. И со тоа, Селаудин Арифи станува собственик во комбинатот, односно член во одборот на директори. Со оглед дека ЗК Пелагонија е собственик на Пелагонија Енерджи, кој има биогасни електрани со инсталиран капацитет на енергетски објекти во Логоварди и Породин, Селаудин е собственик и во оваа фирма. На овој начин, преку ЗК Пелагонија, Арифи е во здравје радово. Но не е прв пат Арифи да влегува со акции во големи фирми. Во 2013 тој потрошил 1.880.000 евра за да купи 46.005 акции, односно 18% акции на Скопската фабрика за чоколади и кондиторски производи Европа. Со тоа стана третиот акционер по големина во Европа, а можел да одлучува и за судбината на фирмите Макошпет и Фершпет. Видиш, сват не е роднина, ама кога на сватот ќе му тргне, па ќе купи дел од ЗИК Пелагонија и поважно, дел од фабриката за чоколади Европа, сосема сигурно е и дека Ахмети лесно може да влезе во Европа. Или пак може би веќе е влезен. Само уште ние не знаеме, бидејќи тој не се фали со своите бизнис потфати како најмладиот гениалец во семејството Дрин Ахмети. Човекот кој стана милионер без да вложи ниту евро своја пара во купувањето на Соравија. И вакви примери може да наведуваме уште половина час. На бизнис, сделки и делчиња од империјата кои се во најмала рака сомнителни и кои ако ги истражи асален обвинител, а не оној на чија глава е качен братот на Али Баба, може да придонесе за влез во Идризово, а не во Европа. И соочени со таквата можност да ја загубат Европа, мислам на чоколадната, и сите други чоколадца во колекцијата. Одеднаш се сеќаваат дека тие истовремено биле представници и на албанците, но и на турците, ромите и бошњаците, па ќе го бранеле не својот криминал, нели туку легитимитетот, кој баш и го немаат. Ама човечки е да пробаат, па нека пробаат. Премиерот најави дека Македонија има капацитет да се справи со сите вакви идеи. Ама сега тешко дека ќе ги имаат на помош оние кои јасно им порачаа. Време е, другари, за опозиција и за чистење на криминалот од вашите редови. Од Мерко навака. Ке речев, леле да не си им во кожа на дуи. Ама па нема зошто и човек да се става во нивна кожа. Нивна си е. И во децениите на власт до сега и сега кога се малку во небрано. А јеби га, таков е животот. Одиме на разговорот во студио. Вечерва со генерал Стојанче Ангелов на сите важни теми со кои се окупиравме минатиот период. Останете со нас, ќе биде интересно. Започнуваме веднаш. Вечерното шоу продолжува со разговорот во студио. Ви најавив разговор со директорот на Центарот за управување со кризи генерал Стојанче Ангелов да поразговараме на сите актуелни теми. Прва и најважна пожарите, но имаме што да зборуваме и на други актуелности од последниот период. Но да не губиме време, оваа емисија морам да кажам, ја снимаме во четврток, значи очекувањето е утре, односно денес, во моментов кога го гледате во петок, дека и пожарот под Галичица е ставен под контрола, чисто да имате предвидно, ќе работиме со податоците кои ги имаме во моментов. Стојанче, добро вечер, добро дојде. Добро вечер, благодарам за можноста. И двајцата сме по зборувањето, па да се обидам брзо да го тераме ова, затоа што сакам да опфатиме повеќе теми, но она соопштение од четврток сабајле кој што го прочитав, го издавате вие, Центарот за управување со кризи, зборува за активни пожари, за пожари кои се ставени под контрола, за изгаснати пожари, ова е сума сумарум на сите од последниот период. Секој ден, во текот на денот, во неколку наврати издаваме соопштение во кое што пишуваме колков е бројот на активни пожари, изгаснати, ставени под контрола. Што значи ставен под контрола? Значи дека веќе не е ризик да се шири? Не може да се шири. Активни пожари се, Македонски Брод јасен, тоа е национален парк, така? Да.
Општина Кочани и Македонска Каменица. Ресен. Вака да прекинам ако може. За жал да. имаме во 4 национални паркови Тоа сакав пожар. како поента, дека во Имаме националните на паркови Пелистер од денес пожар. Значи Национален парк Пелистер, Национален парк Маврово, Национален парк Галичица и ловештето Јасен, кој што со специјален третман. Имаме пожари во овие 4 преубави наши краишта. И се прави несогледлива штета. Штета се прави, но нашите ресурси се релативно скромни и исцрпени. Даваме се од себе, но граѓаните немат реална представа како изгледа еден пожар и не треба да имат. И не треба да имат, Граѓаните но... имаат представа како изгледа пожарот на Галичица, кој што многу свети, се гледа оддалеку. Охрид е туристичко место, има многу луѓе, многу фотографии, видеа на Facebook, на Twitter, на другите социјални мрежи. Имаме многу полоши пожари. Кога би го виделе оно што јас го гледам секој ден, тогаш би било уште поалармантно. Но ние не криеме. Јас секој ден објавувам и се обидувам дневно да покријам 2 до 3 пожари непосредно. При тоа, некој критикува дека јас сум бил инфлуенсер, односно сум модел да објавувам видеа. Не, јас ги координирам како раководител на Центарот за управување со кризи. На главниот штаб за управување со кризи, значи и на центарот се разбира, сите национални ресурси. Тоа значи дека во секој момент јас знам каде се наоѓаат авионите, хеликоптерите, припадниците на армијата, полицијата и силите на дирекцијата за заштита и спасување како национални ресурси. Но мене, кога јас вршам координација, се едно е дали јас сум во канцеларија, дали сум во штабот или во кола патувајќи кон некој пожар. Имам Подобро е да си во екипа... кола, според мене, бидејќи ова го ја вознемирува јавноста и ти од лице место ги се уклучуваш неколку пати во денот и покажуваш на лице место како изгледа. Можам да се пофалам дека формиравме извореден штаб во Центарот за управување со кризи, во кој што има неколку изворедни вработени од центарот. Јас успеав за овие 3 години да изградам човек кој што буквално може да ме замени во се така што сега не сум незаменлив, освен политичките делови. Исто така, во штабот имаме пилоти кои што гасат секојдневно. И еден ден кога не се вработени пилоти во штабот? Пилоти кои што гасат од армијата или од полицијата, но понекогаш седат во штабот. Затоа имаме вработени во Министерство за одбрана, имаме вработени од МВР, од Агенција за национална безбедност, разузнавање, Министерство за здравство, итна медицинска помош, Дирекција за заштита и спасување, национални шуми. Значи, тој штаб е составен од луѓе кои што си ја знаат својата работа и верујте дека нашите одлуки се најисправни. Оно што граѓаните го имат како перцепција, мене ми е симпатично, јас го прифаќам, ги прифаќам и загрижени, критиките. нормално, логично. Нормално, јас сум загрижен, но ако ние имаме некаде опасност да загинат неколку луѓе, да се запали некое село, или треба да гасиме тревата на Галичица, бидејќи првите денови гореше само трева, јас секако дека ќе одберам да ги гасиме со националните ресурси, прво селата кои што се загрозени, но ние од почеток таму понудивме национални ресурси од аспект на луѓе. На Галичица? На Галичица, бидејќи таму се прашањето, знаеш кој си го поставуваат луѓето дома. Абе да, тревата, ама сега од тревата се зафати и шумата. Инаку да, врвовите на Галичица се граѓаните дали биле на врвот Магаро? Вие сте биле? Јас сум бил, да. Од 2500 надворска височина. Да. Значи секој не може да се качи на Магаро, така, да. Не едноставно се гаси на 2500 метри. Ово ми е втор пат откако сум директор. Понатаму дали граѓаните знаат дека на врвот Магаро и малку под него има малку гранати. Има рачни бомби, куршуми, има вчера волкава граната ми прати Антонио, 2 фотографии од 2 различни гранати. Знаете колку детонации се случна овие денови? Антонио од Црвен крст. Антонио, раководителот или шефот на Планинската спасителна служба, извореден дечко, храбар дечко, кој што овде волунтаристички учествува во гасење на пожарот. Морам да ги пофалам и ренџерите од Националниот парк Галичица, кои што се извонредно организирани и посветени. Вчера имаше некои критики за нив, јас сакам просто да зборуваме за сите работи од неколку такви малце дури и цинични беа. Еве овие што наплаќаат пари за посета на Националниот парк, нека се вклучат во гасењето. Тие се вклучени во гасењето прво. Второ, одлуката за наплаќање на влада ја донела, не знам пред колку месеци од своји причини сега, не знам. Јас не ги знам деталите и зошто се наплаќа движење во Национален парк, но тоа нема никаква врска. Луѓето се вклучени во гасење на пожар. Активно гасат секој ден. А нели можеше со авиони, со хеликоптери? Го антиципирам одговорот, а морам да го поставам прашањето. Еве сега додека зборуваме, гасат 3 трактори од страната на Охрид и 1 хеликоптер од преспанска страна. Ефектот е мал.
Значи, граѓаните треба да знаат, замислете, имате камин, зимно време седете во некоја убава колиба со голем камин и горе дрва. И зимате чашка за ракија и фрлате вода во оганот. Што ќе се случи? Ќе изгубиме... Ништо, малку само чат ќе се крене. Ќе изгубиме чашка ракија. Ние имаме, не, вода ќе фрлете, ако фрлете ракија ќе го расплантите Така е. Значи имаме големи површини. Таму фронтот на огнот е неколку километри. Не се гасат пожарите со летала. Леталата помагат на пешадијата полесно да пристапи. Да ги симне она што се вика од висока во ниска зона за после пешадијата да... Богдан. Јас сум мали џокица овде, јас не знам како изгледа гасење на пожар, ако прашам нешто нелогично. Покана, еден ден кога ќе има слободно време, ово без иронија, дојде со мене во возило од блиску да почувствував само мирисот, жештината. Вчера кај зајас, мислев дека поминав покрај печка од 100 степени Целзусови, морав да претрчам, да едноставно неподнослива жештина е, но... Плюс и времето не помага, кој што беше 50 степени само по себе, камоли... Граѓаните имат право да поставуваат прашања, имат право да бидат критички настроени, но треба да знаат дека Македонија би било поубаво место за живење тогаш кога секој би си работел својата работа. И јас прифаќам и овие забелешки и критики, но сепак треба да знаат дека ние во штабот многу подобро од еден просечен граѓанин знаеме што треба да се направи. Согласен, сакам само да ги објасниме работите. Дали во моментов ги користиме сите возможни ресурси кои што ги има земјата? Бидејќи зборувам сега 3 ер трактори се функционални, така? Минативе години имаше проблем. Морам да ве прекинам. Ајде. Еден ер трактор е функционален наш од ДЗС, едниот ќе биде одсутен неколку месеци најверојатно, а другиот има дефект за кој што ќе треба денови да биде отстрнет. Во овој момент имаме еден функционален ер трактор наш и 2 германски кои што ќе действат уште денес и потоа заминуваат. И тоа е се. И имаме 2 армиски хеликоптери кои што се со малку борбени перформанси, да кажам. Добри се за борбена акција, тие треба да летат на поголема висина, во бришечи лет, а не да гасат пожари. И во жешкиот период од денот не смеа да летаат. Кога температурата е повисока, тие не смеа да летаат, може да паднат. Разбирам. И имаме 2 полициски, од кои што едниот исто така малку е на сервис и ќе биде одсутен неколку дена, а оној големиот кој што е извореден, Ми-171, мора се прават редовни сервиси на 50 часа, на 100, на 150 часа, као нешто подмачкување вака да сватат граѓаните. Има толку многу непознати кај леталата за граѓаните, така што јас ги прифаќам нивните укажувања и критики, но се целосно неиздржани, но тоа е затоа што луѓето не знаат. Да, затоа сме тука да објасниме. Ние имавме ситуација кога изби пожарот во Дојран, зошто сме доцнеле со леталата? Да, леталата беа во крива Паланка. Значи, кога би тргнале од Паланка директно за Дојран, треба 40 минути да стаса. Тие не летат со 500 км на сат, не се патнишки авиони додат 900 км на сат. Од друга страна, бидејќи тој веќе действувал во Паланка, во реонот на Паланка низ селата, предпоставуваме дека горивото му е до половина или при крај. Мора да наполни одново. Тој мора да слета на аеродромот. Но за да слета, тој треба прво да го откачи ведрото, кое што му виси од доздела. Така? Јас во Охрид бев сведок неколку пати, мислам српски беа хеликоптери кои што после гасење оди да го откачи точно ова. Значи, како и да откачувањето на ведрото во градска бара време, плажа го спушта србите. Бара време, дали така е 5 или 10 минути, има X непознати. Треба да го откачи ведрото, да отиде на позиција да го одвлече таму каде што може да стави гориво, ќе наполни гориво, потоа да го закачи ведрото, но во случајот на Дојран може би подобро да не го закачи, да го качи во хеликоптерот, па да слета кај Дојран, па таму да го закачи за да не му свет. Но се тоа бара време. Да не му тежи во летот, така. Постојано повторувам, јас немам волшебен џојстик, ниту волшебно копче и со џојстикот да ги управувам и да стискам на копче. Дали се ова најмногу пожари во сезона што до сега сме ги имали? Да докажам, ова ми е многу важно. Воздухопловите подлежат на строги воздухопловни прописи и тука никој не може да импровизира. Значи, ер тракторите смеа да летат 3 часа, потоа мора да направат 3 часа пауза, иако знаат некој па да направат помала. Се случува кога ер тракторот... Тоа се безбедносни нормативи. Во воздухопловството и овде нема отстапки. И на германецот ти не може да му кажеш, ајде бе, летај уште 2 сати. И на македонецот систи ќе му земат дозволата ако ги прекрши.
Значи имаме строги правила во воздухопловството. Ние користим истиот аеродром на кој што слетуваат патнички авиони. И сега можеби ер тракторот одејќи да слета ќе му кажат да кружи за да слета некој патнички авион. Можеби слетуваат 2 патнички авиони. Во повеќе наврати оние невремиња кои што беа над Скопје оневозможуваа нивно слетување или полетување. Тој треба да слета, да отиде оному кој што полни вода на страна на аеродромот, да го наполнат со вода од хидрант, ако действува во околината на Скопје, бидејќи нема каде природно езеро. Откако ќе наполни вода, треба да дојде на пистата да побара дозвола за полетување. При тоа треба да почека да полета некој патнички авион или да слета некој патнички авион, па да полета. Веројатно има приоритет ер тракторот, но да се случува. Нема како. Тука мислам дека нема, ама добро прашање ќе прашаме. Да, сериозно, бидејќи тоа е Евроконтрол во прашање, ама вака сега патнички авион со 200-300 луѓе во него или 100 луѓе, зависи од типот на патничкиот авион, мислам дека има приоритет пред еден ер трактор, така што си има строги прописи. Но како и да е, бара време, значи тоа не е туку така од овде таму да отиде. Хеликоптерите имат исто така ограничувања. Ние за жал немаме двојни посади. Ние имаме посади додека гаси посадата и посадата мора да одмори. За жал бројот на пилоти е намален поради тоа што претходната влада го уништи центарот за пилоти, за обука на пилоти. Ние немаме производство на нови пилоти, неколку изворедни пилоти од МВР го напуштија МВР, а мислам дека има одливи на армиски пилоти, но имаме одливи на пилоти од ДЗС. Луѓето одат да работат за 5-10 000 евра плата во приватни компании, возат патнички авиони. Така што ние треба многу да работиме на оваа тема. Сега од пензија беа вратени неколку пилоти. Пензија доброволно се вратија со договор на дело да ни направат услуга како држава во овој критичен момент за татковината. Значи леталата имат многу ограничувања. Кога хеликоптерот ќе стигне кај Охридско езеро, Охрид на која надморска височина? 695 метри. Магаро на која рековме дека е? 2200 значи, нешто. Треба да искачи 1500 метра надморска височина. Да. Знаете што е тоа за тој хеликоптер? Значи тој треба да пења, да се качи од 600 и нешто на 2000 и нешто. Значи бара време, не е тоа джойстик и волшебно копче, стисни како на видеоигрите. Согласен, но зборуваме, ајде да зборуваме за планирање, на пример, прво, дали ова е најлошата сезона кога се пожари во прашање која што ти ја памтиш? Да, за жал ова е најлоша сезона. Како имаме толку многу пожари, ајде од таму да тргнеме, гледаме, имаме и десетина лица кои што се и уапсени, приведени под сомнение дека подпалувале, некои се фатени на лице место, меѓутоа како е возможно, еве јас физика сум учел и во средна школа, сум учел и на факултет, од чиста мира нигде никаде некаде да букне пожар. Што викаат експертите? Вчера имавме 49 пожари. Во глобала се движат околу 40 на пожари, па се до 50, а на 29 мислам беше јули имавме дури 66 пожари на отворено во еден ден. Значи, ако неколку од нив се пренесени од претходниот ден, 5-6, значи 60 луѓе, не, биле активни во текот на ноќта. 60 луѓе предизвикале нов пожар, бидејќи можноста да настанале без човечки фактор постојно е мала. Треба сонцето да погоди некоја лупа или призма, па тоа да патисува трева. Имаше на некој место искрење на жици, вегетација во жици, но со Евана постигнавме многу добар договор и тие изразија голема подготвеност. Затоа ја апелирам еви во вашата емисија. Ајде. На сите мои пресконференции, граѓаните, оние кои што се движат во слабо посетени села, напуштени села, полунапуштени села, ако забележат лабави жици кои што имат меф, сега ќе кажам нешто, една физичка дефиниција од физика која што ќе изгледа малку смешно, но е многу сериозна. Секое тело при загревање се шири, ама жиците се должат. Зарем не? Добро, така е, да. И на средината прават меф. Да. Кога ќе дувне ветер, жиците се допират на средина, летат искри и може да предизвикат пожар. Евана изразија силна подготвеност. Секаде оному каде што ќе добијат пријави, итно праќаат екипи. Тие во суштина вршат редовна контрола. Има ли пријави? Луѓето пријавуваат ли? Ретко. Луѓето пријавуваат кои ќе се случи не сака на последица. Значи, тој ден кога имавме 66, имаше и силен ветер и постои можност некои од пожарите да се предизвикани на таков начин. Но пак ќе повторам. Треба самите граѓани да бидат свесни, затоа што во напуштени села, например, ќе се накоси бандерата и ќе направи поголем меф. Ако јават, екипите Невена веднаш излегуваат. Ние зборуваме за територија на цела држава. Иако ние пред 2 месеци од нив побаравме да проверат затегнатост на жици. Тие активно работат на терен, но едноставно не може да поминат се. Затоа и го упатив овој апел, но генерално човечки фактор е причинител во
најмногу сточари и земјоделци кои што ги палат своите стрништа или сточарите ги палат пасиштата. Пожарот кој што бесне е на Галичица ни се случува секоја година без исклучок. Оваа година ние го видовме од албанска страна. Дури Таму вршевме почна, така? токму така, дури имавме договор, направивме контакти за да можат нашите да влегуваат на албанска страна. Да Добро. гасат, но успеа да влези, пожарите се како змија. Знаете дека се движи, например, на север, потоа прави полукруг, се враќа назад, се зависи од ветерот. да. И се шетат. А вие едноставно ги гонете, а при тоа пука по некоја бомба гонејќи ги пожарите на Галичица. И сточарите од албанска страна ја палат тревата за да добијат поквалитетно пасишта. Тоа е основната причина. И тоа го прават секоја година, 2021 и сега пожарот не избега на наша територија. Не, значи, Галичица не воспоставиле контрола. При тоа, знаете дека јас сум мета на критики понекогаш и на напади. Добре, но секој е мета на критики сега. Но особено кога извршуваме јавна функција. Пожарот така. на Галичица е во надлежност на Националниот парк Галичица. Тие го управуваат тој пожар, тие го гасат. Ако ним и требаат национални ресурси, тие бараат помош од нас и ние ги праќаме. Ако имаме во тој момент на располагање. Ако вие немате, се барате меѓународно, така? така? Дека користат одлична тактика и дека едноставно не се гаси преку ноќ пожарот или Да, не војнен надугне. ден. Се работи за голема површина и во суштина сега чекаа да се спушти во шумата за овде каде што има попречни патишта, тоа и 21 го правевме, тука да го сопрат, бидејќи во горниот дел. Прашајте било кој што престоел таму, има многу детонации. Дали треба ние да пуштиме хеликоптер да лета оному каде што пукаат гранати? Значи имаме гранати, не знам како противавионски, кој ги знае какви се, тие се од Прва светска војна, евентуално можеби од другите војни, но големи по пола метро. Може да сруши хеликоптер, може да убие луѓе. Замислете дека има, еве колку што е оваа масичка овде, ископана дупка полна со бомби со некој тип на гранати кои што хипотетички возможно. Како магацин и служило, значи овде оставени, можеби се во сандаци, не така. Со текот на времето тие се затрупани. И пожарот да ги активира одеднаш да ви експлодират 100 или 1000, знаете каква детонација ќе биде? Safety first. Животот на луѓето на прво место. Сега жал ми е што гори тревата, зафатена е веќе и шума, но јас пак ќе повторам. Нова трева и нова шума ќе порасне, но човечкиот живот нема да биде вратен. Затоа апелирам до граѓаните да имаат доверба во нас. Едноставно тоа е тоа. Дали сте задоволен дали си задоволен од габаритноста на акцијата? Може и да спореди со минати години, ако сакаш. Во смисол, дали правовремено се интервенира за секој еден пожар? Еве, за Галичица да ве прекинам. За Галичица се реагираше предвремено, не правовремено. Добро. Пожарот не беше на наша територија, ние добивме известување, покренавме овие механизми да може да се влегува на албанска страна, бидејќи знаете граничната линија не е права. Така што ние пред да влезе на наша територија знаевме за него. Луѓето се утепаа работејќи и гасејќи. Секој ден ризикува да се повредат или да загинат. Едноставно тешко се гаснат ваквите пожари, особено на деловите кај што ги има оние ниски смреки кои што развиваат голема површина. Значи, ви објаснив за хеликоптерот, треба да дојде до езерото да се качи горе. Авионите треба да отидат на Охридскиот аеродром, го способивме и тој таму да полнат вода, претходно не беше таков случај. Направивме ние многу подобрувања во овој период на целиот систем и тоа подобрување во движење, за да имат граѓаните представа, за да бидат хеликоптерите максимално корисни експлоатирани. На местото на некои пожари каде што нема вода, ние носиме базен. 2 базени имат Црвениот крст, има и дирекцијата за заштита и спасување. Тој базен се полни со цистерни, ако има некој чешма, водовод овде. Дури овој газ и хеликоптерот вие го полните со цистерни. Црпа од базенот, објавував ја вакви снимки. Лета 2 минути истура вода. Доаѓа црпи истура. Цистерната за гориво е паркирана 1 километар понатаму, за да не се враќа до Скопје да полни гориво. Значи максимално ги направивме оперативни хеликоптерите, но треба подобрување. Јас сум голем песимист за овој пожарот дека ќе со летала ќе огасиме. Голем оптимист сум дека ќе биде системот среден. Ако имаме еден ретрактор наш функционален, 2 се оправаат, сме повикале 2 од Германија и така натака. Треба ли ова искуство да не научи дека за до година, например, ако е возможно, нели, кесето е толкаво, од тој буџет сите сакаме и повисоки плати, и пензии, и патишта, и школи, и така натака, и така натака. Но, не знам, уште 5 трактори, може ли во година дена да се произведат 10 пилоти?
Дали, Се може. Може да е ова прашање дали Се можат 9 може. мајки да родат бебе за еден месец? Не можат. Објективно за тоа се прашање. може. Јас сум голем оптимист во овој. Имате ли веќе собирате ли сознание што за до година би ни требало? Јас лично присуствував на 2 владени седници на кои што зборувавме генерално за системот за управување со кризи и за пожарите. Веќе на ниво на влада се донесени неколку заклучоци и одлуки за реформа на системот. Премиерот вчера, ако денес е четврток, вчера беше среда, најави спојување, односно формирање на нови институции од СУК и од ДЗС, кој што значително ќе зголеми оперативноста на овие две институции. Она што можам јас да го видам сега, звучи малку непријатно да го кажам, ќе ми се лутат моите пријатели од претходната групација, но ова што ВМРО го направи за месец и пол, СДСМ не го направи во овој дел за 4 години. Иако пак ќе кажам дека имаше расположение. На ниво на Совет за безбедност беше расправено за пожарите во 21 година. Добро. И Стево Пендаровски председателот и Зоран Заев како премиер беа свесни за проблемите и бараа решение. На Советот за безбедност беше донесена одлука владата да формира работна група која што ќе понуди нова концепција. Владата ја формира таа работна група која што требаше јас да ја предводам. Потоа се замеша тогашната министерка за одбрана и ја преиначи одлуката и јас се повлеков, бидејќи видов дека тоа нема да има ништо. Потоа се ангажираше еден професор од факултетот за безбедност, потоа и за одбрана, и отиде во друга насока. Зошто? Па види сега, можеби таа насока да била исправна, но јас се сомневам, ја бев многу критичен. Ја 3 години зборувам на оваа тема. Така е, да. И при тоа пак ќе кажам, јас и со претходниот премиер Ковачевски, и тој беше расположен за да се среди системот. Но Министерството за одбрана ја земаше палката по дефолт од претходно, пошто порано цивилната заштита била во Министерството за одбрана и ќе ангажира професори. Ја многу ги почитувам професорите. Но професорите треба да ни помогнат она што е практика да го вообличиме во законски и подзаконски акти, а не тие да направат закони и ние нашата практика да ја прилагодиме на нивните закони. Значи, суровата реалност е она што треба да не води. Затоа секој ден сум на терен. Се е поинаку кога ќе застанете и кога ќе видите тие пламени јазици. Согласен. Овие джиновски пожари или пожарот Монструм во Јасени над езерото Козјако, што така го нарекува во сите мои изјави. Монструмот пожар, кој што проголта голема количина на бор. На него действувавме и концентрирано со повеќе летала, и хеликоптери и авиони. Ефектот е мал. Дрва високи по 20-30 метра, дел од водата испарува пред воопшто да падне на земјата. Дел застанува на крошните, ефектот е многу мал. Густа шума, нема каде да направиме противпожарни пресеки со булдожери. Стрмен терен, некаде 70 степени. Знаете каква е Галичица од Охридската страна? Човек да се лизне, не ќе сопе доли доле кај езерото. Значи има многу отежнувачки фактори. Ние треба да направиме систем кој што ќе биде прилагоден на реалноста, но и на нашиот менталитет. Што е клучно во тој аспект? Дали законски измени со некакви драконски казни за сите подпалувачи, дали законски измени во кои што, мислам дека Шпанија има таква регулатива донесена пред години, па немаат голем број на шумски пожари последниве години, во кој што опожарено земјиште за ништо нема да се користи наредни 20 години, туку ќе се користи само ќе служи само да се реобнови, односно државата ќе се посвети се што било изгорено, таму ако имало борова шума, повторно да има борова шума. Во смисол како дојавите што беа за бомби по школи. Нели оној што ги праќаше дојавите, го правеше тоа бидејќи нашиот протокол на дејствување беше ако има дојава ги вадиме децата на улица. И тој ја постигнува својата цел, шири страв. Така, ја ослабува полицијата, нели ресурси се користат за одредени ствари. Кога се променија протоколите после 6-7 месеци од тие дојави, дека на прва дојава нема одма да се празнат школи, туку ќе се прават други проверки, престана и дојавите. Сега, ако се обидам ова да го аплицирам пак како мали џокица во однос на пожарите, дали ако прво му прети затворска казна како да извршил не знам какво најстрашно дело од 10 години нагоре за државата, ако некој намерно запали илјадници хектари шума, и второ, ако тоа земјиште после тој не може да го располага ни за подобра паша, ни за пелети, сме слушале и за дека и луѓе со такви интереси, дека за импрегнација подобра на дрвото или не знам, за го користат после за пелети или па ние продаваме дрво за огрев кое што е подизгорено, така? Значи никако да не може никој да располага нити со дрвата таму, нити со теренот на опожарено место, дали тоа нешто би променило на Ова ќе ги дестимулира криминалните мотиви. Тогаш криминалните мотиви нема да бидат причина. Добро. Но се работи за комплексна материја.
И треба системски да се работи. Ова е само еден од сегментите. Има цела наука, пенологија, која што е наука за казната. Да видиме дали зголемената казна ќе има ефект, бидејќи минатата година во септември една бабичка правиќа евар во Катланово, од огништето настана пожар, пола Катланово изгоре. Не знам дали ја пријавија, пошто тоа беше работа на МВР. И сега замислете, имаме некоја баба која што предизвикала пожар, имаме некој монструм кој што намерно пали. Затоа намерата е клучна. Намерно пали, ама ако тој што има небрежност, а што правиме ако тој ненамерно запали, можеби пожарот во Јасен е ненамерен. Може да е, ако е ненамерен, е ненамерен, ама и бабичките треба да пазат, Сонче, така. Бабичките при ајвар треба да пазат, за да не изгори пола Катланово. Ќе купиме ајвар 200 тегли само да не ја запали шумата. Сега имаме индици дека еден од големите пожари настанал од гробиште од свеќа. Ајде. Каде? Па не кажам каде. Добро. Не можам да си видите. Том на МВР работа ќе МВР многу сум задоволен од МВР, овој пат МВР е многу поагресивна, веќе откри повеќе сторители, ама на проблемот е на суд. Ги приначува делата, мали се казните, ќе ги казнат на крај 500-600 евра казна или условно осуда неколку месеци, но како и да е. Зборуваме за комплекс од мерки. Секој сама за себе нема да ги даде очекуваните резултати. И овде треба да бидат вклучени луѓе од најразлични професии. Палењето на стрништата, ние нема да ги спречиме луѓето да ги палат стрништата. Многу е тешко. Бидејќи поминете низ Македонија ќе видите како чадат стрништата запалени. Има можност да се направи законска измена пред да ги палат стрништата да се должи тоа да го пријават во полиција, во противпожарни единици и така натака и да има едно возило дежурно за случај ако излезе огнот. Како зборам како можно спорано било така уредено. Но од друга страна палењето на стрништата, нели пепелта паѓа на земјата, наводно била хранлива, но се уништува биодиверзитетот, значи се уништува живиот свет кој што е. Ама некој вика дека не го уништувало пошто горело површно. Ама ја тоа не го знам, нити треба да го знам. Да, имено. Значи професори од земјоделски факултет, од шумарски факултет треба да се произнесат. И оно што јас постојано го повторувам, ние треба да направиме закони кои што ќе ја отсликат нашата реалност. Оно што важи во Словенија не важи во Македонија. Словенците не фрлат ѓубре на улица. Излезете во Скопје, погледнете. Добро, ама тука е види вечната дилема. Дали словенците од секогаш се родиле такви или па се научиле со текот на годините и со се научиле во текот на вековите. На вековите, да, окей, ама некаде нели мора да тренеме. Ама ние ако чекаме векови и изгоревме, така да треба малку побрза реакција. Векови пеколни заедно ќе минеме, така е песната. Ајде пред на друга тема да одиме уште една работа, сакам да прашам. Дали сте задоволни од одговорот на меѓународната помош која што може да се бара во вакви ситуации, мајки предвид дека гори Грција, гори на секаде, нели? Има ли ситуација во која што рекле, извините, немаме да ви пратиме помош некој од земјите, бидејќи се фокусирани на пожарите кај? Како управувачки комитет донесовме одлука да го активираме ЕУ механизмот за цивилна заштита, а по потреба и НАТО, ако дојде нош на коски, иако меѓу тие два механизми нема некоја голема разлика, затоа што во НАТО се плюс Америка и Канада, кои што од нив не може да пуштат ер-трактори од Канада за но НАТО механизмот нуди некои работи кои што во овој момент нам не ни се потребни, бидејќи ние имаме доволно сили на земја. И добро е тоа што владата веднаш презема се што е потребно за да се добие странска помош, би рекол на билатерално ниво, не знам колку доа можам да кажам, ќе ги викнете министрите се растрчаа, развртеа телефони, кој со кој министер се знае, премиерот исто така беше активен. Користат лични контакти за да... Да, потоа ние помош оди преку ЕУ механизмот, но билатералните релации се многу важни. Така што ние веднаш добивме, ние дента кога прогласивме кризна состојба, побаравме помош, ние наредниот ден на аеродромот имавме еден турски хеликоптер и два авиони. Уште не беше папирологијата во наводници завршена, тие веќе беа овде. Се разбира дека тоа формално правните аспекти ги завршивме. Но да не се губи време, тие веќе... Морам да пофалам во тој дел владата дека беше екстремно експедитивна и обезбедивме респектабилна поддршка. Значи повеќе хеликоптери, повеќе трактори кои што до ден денес овде, иако имавме во еден наврат по голема количина, потоа спласнаа пожарите, заминаа сите, повторно имавме динамика на покачување, повторно побаравме помош, сега веќе заклучно со сабота ќе немаме странци на наша територија. Али ако треба ќе ги обезбедиме, така? Ние се разбира. Тоа сакам да прашам да бидат ли луѓето мирни дека ако нема
Она значи дека реално нема потреба. Обезбедиме ако не гори цела Европа, бидејќи ова што се случи во Грција е страшно. Има огромен број на пожари во Турција, огромен број на пожари во Турција, Албанија, се извинувам во реков Турција, во Србија. Па и на Косово има пожари. Насекаде на Балканот има пожари, но верувам дека ќе обезбедиме ако ни е неопходна странска помош, но ние секојдневно сме во комуникација со управата за хидрометеоролошки работи. И се надеваме и на малку дожд, но некако... Возможно е кога? За викендов? Па требаше вчера да имаме некои врнежи. Се надевам дека во текот на денешниот ден во попладневните часови во планинските региони, но било каде да заврне е корисно затоа што изолираме дел од државата, е заштитен и ресурсите може да фокусираме на друго место. Ако заврне дожд на високите места, се очекува да заврне на Галичица. За доброволните единици да кратко, природно и нормално е, како што и на почетокот кажа ти, луѓето да реагираат, ајде да одиме ние да гасиме, ако нема кој да гаси. Оке, мора малце морализирање да има, нема лутиш за тоа едноставно, тоа е човекова природа. Тоа е одлично. Секој оној кој што има кондиција да се искачи на врвот магору да помогне во гасењето, но да влезе во систем. Тоа сакам да кажам, не може своеволно некој да оди да мафта. Значи треба да се пријават во Националниот парк Галичица или еве нека стапат со Антонио од планинската спасителна служба во комуникација. Значи не можат луѓето неорганизирано да отидат. Еден совет едноставно. Имаше вчера некои апели преку Facebook групи, групата Охријани контактираше, мислам, со Националниот парк Галичица. Не знам колку, сакам да кажам. Ни рекол четворица. Океј, и четворица е подобро од нула, така? Ама помок од 400. Ја очекував 400 да бидам искрен. Но еве идеја да договорете се со Антонио. Еве, се надевам во моментов на емитирање на емисијата дека веќе тој пожар ќе е завршен. Но за било какви такви идни акции да се има системски начин, пунктови каде што доброволци може, нели, комити се собираат за во Свети Николе. Ако не грешам, па имаше со нив беа 6 души. Па имаше, не е важно. Имаше реакции дека треба да ова што го викаш ти, да влезат во систем, да не идат на своја рака, не дај Боже може да се повредат и така натака, нели има некој план за гасење на пожар. Едноставно да се овозможи на доброволци во секоја критична точка да може да се пријават и да помогнат колку толку. На некои места доброволците може да бидат многу корисни, особено при одбрана на населени места. Имаме село кое што е на тешко пристапен терен, не можеме да направиме противпожарни пресеки со булдожери, луѓето ќе застанат со противпожарни метли кои што имат долги рачки од повеќе од 2 метри за да бидат подалеку од огнот и ќе мафтат и ќе го сопират огнот да не влезе во куќите. Но обични луѓе, храбри луѓе не може да бидат пожарникари, бидејќи пожарникарството е посебен занае, треба посебно знаење. Не ставаш црево и гасиш и готово. Што правиме ако пукне некоја бомба до некого и загине некој? На Галичица ќе повторам, еве, вие сте таму, колку детонации се слушнале овие денови? Така е, добро. Дали 10? Слушнале луѓе, видете, дали имало 2 детонации или 20 или 50, ние не знаеме кога ќе се случи следната, каде ќе се случи, дали ќе пукне рачна бомба или ќе пукне некоја малку поголема граната. Затоа веламе добро да се регулира волонтерството преку ќе потепа се на 100 метри околу неа. Да се регулираат волонтерите. Да некој да загине? Не, се разбира дека не. Да се регулира учеството на волонтерите со помош на управувачките органи. Дали е тоа Национален парк Галичица или... Сега регулирано, тие може да се пријават. Значи, ние сме благодарни за секоја граѓанска иницијатива, но на луѓе кои што физички се во добра подготвеност и не може некој во влечки и во кратки панталони да гаси пожар, се разбира. Нормално. Значи сепак треба да има минимум гојздрици, минимум чизми, минимум кога ќе отидат таму, еве, некаде и дават метли. Има начин да не губам време во емисијава, после емисија ќе ти кажам пример какви идеи имаме, едноставно. Навистина не сакам да губам време. Последно за пожарите, има ли политиканство сега периодов? Имаше ти реакција, ми се чини околу дојранскиот пожар, има ли злоупотреби од политиката? Па тогаш бев јас нападнат од страна на СДСМ и не само јас и премиерот, у суштина владата, но нападот беше околу координацијата. И сега, знаете, беше малку иронично, бидејќи јас сум истиот кој што координираше и лани, полани, предполани. Ако сега лани ме фале, оваа година не чинам, тоа е апла политика, но видете, тоа е нормално во политиката, тоа не треба да ни изненади. Мета на напад беше министерот за внатрешни работи, кој што апсолутно е колатерална штета. Бидејќи јас го водам главниот штаб, јас сум на врвот на пирамидата на националните ресурси за гасење на пожарите и одговорноста е моја и јас не бегам од неа.
Панче Тошковски е министер за внатрешни работи. Той е раководител на управлувачкиот комитет, но управлувачкиот комитет е политичко тело. Тие мене ми овозможуват оно што јас го барам и јас сум задоволен. Јас побарав од управувачкиот комитет итно да бидат ангажирани двајцата пилоти. Јас сабајлето ги имав. Значи јас зборував со премиерот. Премиерот беше во Вашингтон. Јас бев во Грција на одмор. Добро. Втор ден, се врати вториот или третиот ден. И ќе мора зимски одмор ја користиш. Не зимски, 2-3 дена подоцна жена ми полнеше 50 години јубилеен роден ден, не бев таму. Значи голема жртва направив, се врати во текот на ноќта, кога видов дека пожарот се разви на Серта и дека веќе излегува од контрола. Значи јас од зборувањето со премиерот, па да речем во рок од 13 часа ние имавме прогласено кризна состојба, одлука двајцата пилоти да бидат вратени во ДЗС, одлука за употреба на армијата. Нападот врз претседателката беше апсолутно неиздржан. Таа рано наутро ја потпише одлуката. Порано не може, затворена архивата, се знае. Така, да. Но и не ни треба порано, ние действуваме во видливиот дел од денот. Така што, навистина, брза реакција во секој поглед, делот околу барањето на странска помош бе активни и министерот Муцунски, со него сум во постојана комуникација, со Панче Тошковски во постојана комуникација, со премиерот сум во постојана комуникација. Јас дневно во неколку наврати му давам извештаи на премиерот и го информирам за сите поважни работи и буквално имам целосна подршка од него. И затоа не мора премиерот да дојде некаде со мене или премиерот да дојде да гасе пожари. И сега тие напади врз него или за Панче Тошковски. Панче доаѓаше на неколку пати на пожарите, но ми беше важно да ја види големината на пожарите. Да знае кога носи одлуки за што се работи, да. Кога ги гледате пожарите, се изгледа поинаку. Не зборуваме сега за пожарот на Галичица. Тоа е многу специфичен пример. Добро. Имаме тешки шумски пожари. Мене пожарот на Галичица искрено не ме толку загрижува, но ги загрижува граѓаните. А оние кои што мене многу ме загрижуваат, не ги загрижуваат граѓаните. Не ги гледаат, бидејќи не ги по тој начин, да. Но ние не ги криеме. Ја објавувам еден куп видеа. Што е целта на моите видеа? Ја не сакам да станам инфлуенсер, ја и така сум доволно познат и популарен. Сакам да граѓаните да ги приближам ужасите на пожарите. Знаете, кога ги гледат оние ужасни видеоснимки како гори, но тогаш граѓаните не ја чувствуваат топлината и чадот. Па неколку пати јас ке се задушев. Во Немањици, кога влеговме во сред село, тоа беше малку ризично и од моја страна, но чувствував потреба да влезам, гореше селото. Влеговме со мојот возач, кој што не беше возач, поранешен помошни командант на Тигрите, у пензија ме вози на црно, затоа што немам услови да ангажирам возач, а не можам да дозволам било кој да ме вози, сега треба посилни вештини. И влеговме со Илија Бојаровски, кој што е моја верна пиар сенка, влеговме во сред село. Беше страшно, не се дишеше внатре. Ми солзе очите, сега да не кажам што се друго се случуваше. Владееше паника, ја смиривме малку паниката. Од една куќа, една релативно млада господја, значи околу 40 на години, можеби помлада, не сакаше да ја напушти куќата со мало детенце од 2-13 години. Ова е се што имам, цел живот се бориме, незинот сопруг бил на гасање на друго место. Моравме со викање да извадиме од куќата. И ја разбирам и неа. Значи луѓето се полни со адреналин, исплашени. Тоа е се што има, но нова куќа ќе направиме, ќе помогнеме како држава. Животот нема да се врати. Па успеавме таа куќа да ја спасиме со силно дејство на пилотот Стевче, кој што посебно го поздравам во оваа емисија, го вози големиот, управува лета со големиот хеликоптер, не го вози, го управува 171, Ми-171. Така што има многу храбри луѓе, пожарникарите, доброволците од Свети Николе, кои што влегува внатре во сред оган. Другите соседните општини, значи многу се комплексни пожарите. Кога сте внатре каде што гори, се изгледа поинаку и воопшто не е романтично. Поради агендата која ја имаш и состаноци, посети на терен и така натака. 15 на минути имаме, сакам да ја искористам приликава да позборуваме и за друго, са малце за политика и малце да си евоцираме спомени во врска со изјавата на Али Ахмети, најконкретно пред 2-3 дена, дадена на онаа нивна прослава, нели неколку прослави сега имаме. Нели порано викавме македонците меѓу нас се делиме, сега и албанците меѓу нив се делат некако на прав пат сме сите. Одлично ни оди, да. Ги префати, да. С ким си такав си. Али Ахмети рече дека повторно се обиде некоја мека закана да упати, според мене, ќе ти кажам како јас се толкувам, ќе ми кажеш дали се согласуваш, па ќе зборуваме за суштината. Вика, ако македонците не ги градат добро своите односи со албанците, ќе бидат проголтани од
србите, бугарите и грците. Аз тоа го толкувам последниот начин. Ако ние немаме добри односи, ние ќе се отцепиме, оно што ќе остане од Македонија, ќе го делат Грција, Бугарија и Србија. Одамна помина времето кога некои вакви изјави на Али Ахмети би вознемириле некого особено, зошто се уште тоа го прави, не знам, негова работа си е, меѓутоа можеби работа и на истражните органи да се позанимаваат со тоа. Како ти гледаш нови изјави негови? Гол популизам, но минато е времето на вакви изјави, да, он делумно е во право, да, ние со нашите сограѓани албанци треба да имаме добри односи, оваа влада токму тоа го прави. Гледате дека владата функционира безпрекорно. Има одредени трзавици на меѓуетнички план, но се решава доста храбро. Така што ние треба со нашите сограѓани албанци да живееме, треба да ги почитуваме, тие се тука. Меѓу нив има добри, има и по некој лош, има по некој екстремен, како што има навсекаде во светот, но во суштина јас сметам дека меѓуетничките односи ќе бидат по нагорна линија, освен ако некој тоа злонамерно него наруши. Има такви најави сега. Имаше такви и премиерот и министерот за внатрешни, да. Но ја мислам дека оваа влада има капацитет тоа да го спречи, затоа што албанците си имат своји представници легитимни во владата. Така што илузорно е да зборуваме пак за некоја пред 2001 состојба, дека сега пак некој такво задоволство, незадоволство. Овде веќе нема услови за војна. Никој овде веќе не може да собере луѓе за војна, тоа е веќе прво некој да нападне од надвор НАТО членка исто би било малце. Значи, има овде една специфика, сум ја кажал сигурно овде на Алфа во некој од другите емисии. Македонија е членка на НАТО и имаме гарантирана надворешна безбедност. Ако внатре било каква група проба да направи дестабилизација, ќе средиме веднаш за неколку дена. Нашите капацитети се огромни како држава, какви тамо екстремисти, 100 души, 1000 луѓе, ќе средиме за неколку дена. Ама така и 2001. Не, ама види, сега сме во НАТО. Нам не ни треба помош, нам ни треба одврзани раце, да не остават сами да си решат. Тоа е разликата, сега би имале ли одврзани раце? Па мислам дека би имале, бидејќи каде беше премиерот пред еден месец, односно беше во Вашингтон. Колку време се задржа? Потоа беше во Голема Британија. Значи, мислам дека меѓународните релации на оваа влада се многу добри, без разлика на стравувањата дека ќе бидеме изолирани и така натака. Македонија јас не ја доживам како изолирана држава и сметам дека нашите односи со нашиот стратешки партнер Соединетите американски држави е на високо ниво. Тогаш 2001 беше 2 години после Косово, нели? На Косово цел свет беше посветен да наоѓа големи не неправди, него злосторства кон албанците. Известуваа CNN, MNN и така натака, геноциди, меноциди, за да се направи претек за да се бомбардира Србија, така. Не навлегувам, имало, немало, големи биле, мали биле и така. Секој војно злосторство е војно злосторство. Но, тогаш беше друг амбиентот. Во Македонија, јас бев многу мал, тогаш имав 15 години, ти беше во служба, така. Но веројатно ни двајцата не помниме дека имало таково некое незадоволство. Ти ги знам ставовите, дека била непотребна војната, исто го мислам. Апсолутно немаше потреба од војна. Бидејќи јас не мислам дека за високо образование беше војната или дека па за високо образование треба да се војната беше за територија и точка и нема што понатака. Денес не е такво време. Денес се многу променети работите, достапност до сите нивоа на образование. Македонија стана двојазична држава пред 5-6 години. И така натака, и така натака. И се чини дека сега луѓе со привилегии, кои што веќе немаат привилегии, сакаат да си ја заштитат пред се слободата, нели? Можеби плашејки се од посета на некоја казнено поправна установа, капиталот да си го заштитат и им одговара таква состојба на кризи. Државата тврди дека има ресурси да се справи. Како ти делуваат тебе, коалициониве? 4 партии се во таа коалиција. Вреди, дали добиваат поголема поддршка меѓу народот? Дали имаш такви сознанија? Па секогаш кога некоја партија на власт, особено во првата фаза, е нормално да расте. Власта овозможува механизми за раст на самите партии. Зборувам за наративов дуј што сака да го пласира, дека сега во владата имало нелегитимни представници на албанци. Тоа се глупости. Мислам, пазете, многу е зборувано нова тема, не би сакал да се повторувам, но ако гледаме од аспект на легитимитет, за дуи гласа и роми, турците, има и други партии, кога гледаме од етнички аспект, иако не би требало така да гледаме, додека во оваа коалиција беа само албански партии, така што ако гледаме од чисто албански аспект, јас не гледам некоја разлика. Од друга страна, уставот е јасен, 61 пратеник. 61 пратеник има оваа влада. Ваквата реторика на дуи нема да и донесе ништо. Едноставно го подценија Мицкоски сите.
мислеа дека ќе попушти, дека Они изјави со кексите пред избори, Па со млеко таа јадел. изјава Али Ахмети направи голема услуга на ВМРО ДПМН. Донесе едно 30.000 но глас. не намерно, сигурно доби тој некој пратеник повеќе, ама кај ВМРО и коалицијата во која што беше достоинство донесе многу. Затоа што тоа беше безобразно од плоштадот на Скопје, вие да подсетувате да ги враќате духовите на минатото со таков заканувачки тон, со тропање. Сепак тој е еден старец, веќе остарен и треба, реалноста е таа, работите се менуват, никој не променлив. Значи, јас сум прилично релаксиран во таа насока, мислам дека имаме добри служби кои што благовремено ќе превенират обид за дестабилизација. Добро е тоа што премиерот објави, иако има напади од опозицијата, дека тоа не требало да се процедира, да се соберат докази. Сега, кога ние однапред ги соголивме, пред тие да направат нешто и сега и да пробат да прават некаква дестабилизација, тоа нема едноставно да и помине, бидејќи сите знаат која е целта. Целта е, како што кажува премиерот, да си ги заштитат нивните дворци, нивните милиони кои што ги испокрадува од овој нападен и македонски и албански народ. Мисли се плашат од одговорност? Просечен албанец, вие мислите дека просечните албанци се воодушевени од Дуј од Сигурно не се. Сигурно не се. Па затоа гласаа за Влен, за вреди. А мислите дека се плашат од одговорност пред законот? Еве, конкретно денови имаме случај, пример Ислама Бази, кој што беше избран за шеф на обвинителството за гонење на организиран криминал и корупција после Вилма Русковска, и има онакви слики кај што нели позади него. Сум ги гледал, да, на глава му седи братот на Али Ахмети. Побарал пример за Иџет Мемети, поранешниот народен правобранител, член на Совет за јавни обвинители, вмешан во овој случај со тој Наке Георгиев, врховниот судија, побарал за обвинителов кој што признава фактички со признавање на дело и спогодба условна, побарал 1 година условна затворска казна за обвинител, шеф на тело, заменик председател на телото на обвинители, кој што признава дека правел незаконски работи за друг политичар, Боро Малборо, да добие помала казна за криумчарење на дрога. Како, мислам, не знам од кај да тргне човек да се чуди, да се крсти со десна, со лева рака или не знам што да прави. Полугите на моќ кои што ги инсталирале дуи се уште присутни. Еве имаше друг судија, Пајазит Пајазити, кој што побара куќен притвор за овој што нема куќа во Македонија. Тој од учека од ОВК и малку избега. И избега човекот. Комплицирана ќе е таа битка за одговорност пред законот. Јас мислам дека Мицкоски изненади многумина. Навистина никој не очекуваше дека ќе се покаже Волку Жилов, а ќе го покаже и времето, ќе видиме каков материјал е направен. За сега цврсто го држи тој курс и очекувам, ако види ова, го гледам како последна шанса за државата да се промени нешто дефинитивно. Да се нормализира. Значи, секоја влада влегува со ентузијазам и пробува и на почетокот повеќето влади идат добро, година, две, без разлика опозицијата ќе критикува, но мислам дека сега државата има сериозна шанса, бидејќи оваа влада има силен легитимитет. Ја мислам дека денес да се направи анкета дека ВМРО ДПМН и коалицијата стоат уште подобро во однос на она пред изборите, значително подобро. И очекувам дека Мицкоски ќе истрае на овој курс и верувам дека и на него не му е лесно, пошто сигурно е под силни притисоци, плюс, знаете, зборуваме за луѓе кои што се многу опасни, многу моќни, кои што имат многу пари. Оние со кои што ние како власт сега се судираме и ќе се судруваме во следниот период. И најверојатно некој од тие ќе завршат со судски процеси и најверојатно некој од нив ќе треба да отиде во затвор. А имат многу пари. А со парите може да се направат многу работи кои што може да бидат непријатни за државата. Но имаме доволно служби, имаме доволно капацитет, треба мало прочистување на службите, се разбира и прочистување на обвинителството, на судовите. Јас сум оптимист. И ова е како со пожарите, се мора да имаш тактика, така некоја стратегија, не може на джойстик так. Види, јас вака кажа во едно интервју овде, ќе го повторам втор пат, кога играме шах, сите имам исти фигури, сите имат крал, сите имат кралица, на почетокот, топ, да, конј, пиуни. Зависи како ќе ги распоредиме. Со истите фигури различен резултат ќе постигнеме. Од она што досега го гледам, мене ме фаќа оптимизам и покрај одредени критики за некои кадрски решенија. Јас ги гледам. Тоа е нормално, не може сите луѓе избрани да се кеп на сите. Ги гледам работите малку поинаку, бидејќи за жал јас сум дел од суровата македонска политика 15 години и од она што можам за сега да го видам, ова е многу добар старт.
Треба сите да внимаваме оние кои што ја водат државата да не и се случи синдромот на стаклено звоно, односно да бидат изолирани од реалноста, нешто што му се случи на Груевски после неколку години. Тоа е мојот став. Некој ќе ме нападнат сега што гледат оваа емисија, но треба сите оние колку е на повисока позиција, толку повеќе да се храни со реални податоци. Јас затоа во ЦУК имам задолжено луѓе кои што ми ги кажуваат и лошите работи. Ако се обкружам со луѓе кои што ги викат браво директоре, ти си најдобар, ти си најубав, а лалда ти е како добро ова го направи. Значи мора да имаме од сите структури луѓе, оние кои што се малку незадоволни. Ќе прашате зошто се незадоволни. Секој пат критиките ги разгледувам сериозно, затоа што знам многу често да се коригирам во движење, исто и тактиката на гасење на пожари. Ако забележам дека сме тргнале во еден правец, а во меѓувреме се промениле околностите, ја менувам одлуката. Тоа пак ни прави други проблеми, особено во прва фаза. Знаете, вие го праќате хеликоптерот на позиција А, во меѓувреме сметате дека позиција Б е позагрозен и е приоритет. И само го пренасочувате. Со хеликоптерите тоа е едноставно, поедноставно. Кога полетуват додека имат гориво. Кај тракторите тоа е невозможно, затоа што пред да гасат, ние на земја праќаме човек кој што доаѓа на местото на пожарот и од земја ги наведува преку радиостаница. А ова луѓето не го знаат. И за да ги ние пренасочиме тракторите, треба прво тој кој што е на земја да отиде на наредната позиција. Него му треба повеќе време бидејќи оди по пат. Да не ти кажам дека имавме ситуација пред 2 недели, еден од храбрите пилоти со приватна кола да го носи од точка А до точка Б. Во моментот немаше возило. Те до таму дојде на работа. Буквално секој како што може. Нашите возила беа ангажирани, најголем дел на транспорт на пилотите, бидејќи имавме повеќе во исти момент повеќе луѓе. Значи има многу непознати, но пак ме врати на пожарите да продолжиме за политика. Не те вратив, сам се врати и сакав како заклучок да кажам дека звоне за 3 минути сакав, да, сакав да ти кажам тамам како заклучок. Имаше едно прашање кај тебе на Facebook од некоја госпоѓа пред неколку часа, што е потешко да се бориш директно со видлив противник и да нели малце тука имаше и поетика да крвари за Македонија, тоа е вистина што се случи во Рачиново со тебе, или да се бори со невидлив замислен противник како пожарите и така натака. Но ако јас те прашувам за Али Ахмети, ти на крај пак за пожарите ми зборуваш, јасно е која е реална опасност и закана во државата, а ставот е дека ова е политички пиар на дуи кој што нема поддршка од народот и нема да им успее било каков план. Ако грешам, да не изгорам, ама Пепи Бавтировски така вика, но коригирајме, еве. Али Ахмети е минато. Групата околу Али Ахмети ќе биде во согласно, се разбира, со позитивни законски прописи. Ќе си има предизвици, нели? Ќе има така некои непријатни предизвици. Јас сум полицаец, началото на презумпција на невиност се држам до него. Секој е невин додека со правосудна судска пресуда не биде докажена вина. Од она што гледам, неколку луѓе од блиското опкружување на Али Ахмети веќе се соочија со истражните органи. Тоа ми дава за право да верувам дека ќе имаме промена. Можеби ќе излезе дека се невини, но дека и политичките пожари ќе се угасат со помош на законот, на правилата, прописите. Да ви кажам нешто, да ти кажам нешто за крај. Да. Ја воопшто не сум загрижен од изјавите на Али Ахмети. Тоа е пукање во празно. Нема енергија во албанскиот блок. Па кој му верува на него? Па и луѓето се излажани, тие кои што работеа и гласаа за нив се излажани. Они еден дел имаат добри бенефити, другите останаат така. Погледните албанците се селат повеќе од македонците, испустена е Западна Македонија. Поминете по албанските села да видите колку луѓе се останати. Така што ние се соочуваме со истите проблеми, зборувам за мнозинството граѓани. Зборувате со еден просечен албанец и зборувате му за војна, ќе ве гледа бледо, за каква војна зборувате? Наталитетот кај албанците колкав е сега? Да, ова едно, 2 деца. Значи едноставно се 2001 и 24-та се неспоредливи. 2001 албанците беа само инструментализирани и употребени. Се разбира, тие тоа го употребија во насока на нивната кауза, која што не беше кауза на сите албанци. Албанците во Македонија живеа подобро од сите други албанци на територијата на Балканот. И тие права кои што ги добија наводно со војна, тие секако ги добија, тогаш Љупчо Ѓорѓевски веќе беше почнал процесот. Го започнаа тој процес. Да. Војната беше апсолутно непотребна, само не врати назад и ние да бевме оставени. Ние сериозно сега неколку илјади луѓе вооружени со калашникови да се спротивствуват на сериозна армија. Ние имавме многу добра армија, имаме и денес, ама нашата армија тогаш не беше за подценување. Имавме борбени авиони Сухој.
ги набавивме во текот на војната. Имавме Ми-24 хеликоптери, страшно нешто е. Кој ќе се спротести? И страшни рестрикции. Имавме 8-ци, 17-ки, И имавме страшни топови, рестрикции. хаубици. Да, ама не смее да ги фрлачи на користиме. гранати. Ама Па, друга види емисија сега. ќе правиме за тоа. Тоа е посебно, но дали Друга по емисија, тоа дека друга тие емисија. победили или може да не победат, Се разбира тоа дека е не. меѓународна политика. Толку ни е времето што ти го даде и ти благодарам и за ово одвоено време. Знам дека имаш многу врски. Се надевам дека разјаснивме дел од нешто да поврзани со она што најмногу ги загрижува граѓаните последниот период. Тоа не е Али Ахмети, тоа се пожарите. Со среќа, со лесно и ете, што побрзо да заврши ова огнена Голгота ова лето, а до година да сме многу поспремни. Но ова Голгота ќе продолжи и есента. Лани имавме пожари некаде до крајот на октомври, додека не почнат сериозни врнежи, така што граѓаните нека не мислат дека заврши сезоната на пожари. Апелирам до сите нив да бидат многу внимателни, а посебно ако забележат сомнително поведение да се јават на 112 или во најблиска полициска станица, ако е непријатно да отидат во полициска станица. Ето го алармот. Мојот аларм кој што ме Слободно, предупредува, да. но ако На е време сме. непријатно да се јават, нека кажат на некој пријател полицаец, на некој од шумска полиција, на било кој за да ја добиеме информацијата околу потенцијално осумничени за палежите. Може би и награда треба да се додели на граѓани кои што ќе пријават и таа пријава ќе биде процесуирана и ќе заврши со некој реално фатен на терен. Ама јас сум полн со идеи, лесно ми е од тука, ти имаш работа, пожари за посетување. Уште еднаш благодарам директорот на ЦУКИ и раководител на главниот штаб Стојанче Ангелов. Со среќа, со лесно, се гледаме следна прилика. Благодарам и вас што останавте со нас до самиот крај. Помагајте ако можете, колку можете, како и да можете, следете ги насоките од државата и институциите. Не фрлајте пикавци, не подпалувајте луѓе, ако видите некој да прави зло, пријавете. До следната емисија, стандардна процедура. Гледајте, слушајте, размислувајте, анализирајте, излекувајте собствени заклучоци. Добро ме Македонијо, главата горе.